Исто комбе различни цени. Османи со државни пари ќе плаќа значително поскапо од она што истата компанија го понуди онлайн. Миниван комбе според тендерот МНР ќе го плаќа 19.200 денари на ден без ДДВ. Но едноставна проверка на интернет страницата на истата компанија покажува дека идентично возило обичен граѓанин би го платил 10.200 денари на ден или дури 150 евра помалку. Според договорот ќе се изнајмат дури 35 комбиња, па разликата во цена достигнува дури 315.000 денари или 5.000 евра. Слично и со другите возила од договорот кој вкупно вреди 960.000 евра народни пари. Спротивно на пазарната логика, за голема набавка наместо пониска, Бујар Османи ќе плати драстично повисока цена. Подвадена молк, откако Алфа објави за овој тендер, МНР конечно се огласи, но не ги добивме сите одговори кои ги баравме. Дипломатијата не кажува точно кои модели на автомобили ќе бидат изнајмени, ниту зошто плаќаме толку висока цена. Образложението е дека во прашање било рамковна спогодба, а договорот ќе се спроведел во зависност од потребите. Министерството за надворешни работи низ транспарентна постапка склучи рамковен договор за закуп на возила. Степенот на искористување на договорот ќе зависи како од расположливите ресурси за време на одржување на конференцијата, така и според бројноста на делегациите кои ќе се регистрираат за учество. Ниту премиерот Ковачевски не гледа ништо спорно за тоа што ќе потрошиме речиси милиони евра за изнајмување возила. Постапката била во согласност со законите и се распишала оти не сме имале доволно државни автомобили и комбиња. Ќе бидат искористени сите возила кои што ги исполнуваат стандардите на ОПСЕ во однос на организирање на ваква меѓународна конференција, а кои што ги користат во моментов државните институции, со оглед на тоа дека има недостаток на такви возила. За потребниот период Министерството за надворешни работи имаше отворено постапка, која што постапка според тоа што тие ја спровеле, бидејќи владата не спроведува постапки за јавни набавки, ја имаат направено согласно законите и во рамките на тој лимит ќе биде искористено за изнајмување, не за набавка, на возила за делегациите кои што ќе доаѓаат. За потребите на самитот на ОПСЕ, Министерството за надворешни работи склучи договор во вредност од 960.000 евра со компанијата АБЦ Рентакар. Според истиот ќе се изнајмат 175 возила со многу специфични карактеристики, меѓу кои се и 35 VIP возила задолжително во црна боја, 70 автомобили од средна класа, 35 миниван комбиња, 25 минибуси и 10 автобуси.